Бранот Бранко. Текст на Рид Хиджа. Илустрации на Ен Мари Брауни. Бранко беше весел цел ден. Беше толку мирен, дивок. Блескаше на сонцето, светкаше сјајно и сино. Понекогаш земаше лопатка, понекогаш обувка милно. Сите деца скокаа врз Бранко, се плискаа и се прскаа. Плис, плас, плис, плас. Омилените играчки во водата ги капеа, чистејќи ги со писклив глас. Една топка удри во бранот Бранко и Бранко веднаш ја врати. Бранко сакаше да си игра. И со удар силен назад ја прати. Сонцето заоѓаше. Луѓето поитаа дома во својот стан. Бранко погледна наоколу. Сега беше сосема сам Бран. Бранко грбот свој го сви и се вознемири комаче. Не сакам да сум сам, рече и почна да плаче, да плаче, да плаче. Тогаш дојде еден голем облак сив. Бранко погледна во очај ко секој. Ќе истури дожд. Тивко тој се јави. Покажи се. Има ли некој? Бурата многу го налути Бранко. Доста, доста, тој викаше. И се жестеше со сета моќ, стана огромен и ко лав рикаше. Бранот Бранко почна да расте и стана најстрашен на целиот свет. Ги викаше луѓето да се вратат за пак да биде добар и во ред. Но никој кај Бранко не се врати. Колку и да беше силен тој вик. Растејќи гневот негов доби најголем и најстрашен лик. И тогаш одеднаш Бранко изгревот го виде. Сонцето му зборуваше и убаво почна да му биде. Сонцето го погледна и на Бранко му рече: луѓето се плашат од лутината твоја. Ноќе тие си одат во куќата своја, му рече, за да спијат цврсто во длабок сон. Тоа значи нема игра, Бранко, туку одмор без звук и звон. Бранко свати, трпение треба, наместо лутење и страшен гнев. Пријатен да си и мил и секој ќе возвраќа со насмев. Бранко го послуша сонцето и престана да вреска и да вика. На лицето Бранко насмевка стави и од секаде почна радост да блика.